Полуфинале на светско првенство плюс Вардар игра во Лига на шампиони. Значи денов топ. Ајде да видиме дали ќе ги погодиме двата меча. Прво одиме со Вардар. Купс има одлична предност од 2-0 по првиот меч во Скопје. Реално не одигра ништо посебно. Меѓутоа Вардар не беше на ниво. Што ќе се случува во Финска? Проблемот за Вардар е највеќе во тоа што Купс домашните надпревари ги игра на стадион со вештачка трева. Сега, ако Вардар на домашен терен не можеше да слави победи или барем додигра нерешено, во Финска ќе биде крајно тешко. Очигледно дека треба промени да се направат во тимот на Вардар. Аргентинците што игра на првиот меч, подобро да си седат на клупа. Во секој случај очекувам барем Вардар да постигне еден гол, така да играме гол-гол. Полуфинале на светско првенство. Франција, Шпанија. Гол-гол. Дечки, што и да биде знаменно, ќе паѓаат голови. Минатата година во полуфиналето на Лигата на нации надпреварот заврши 5-4 за Шпанија. 9 гола на еден надпревар. Можеби нема сега да паднат 9 гола, ама ќе паѓаат голови. Кој е поблиско до победа? Според досега прикажаното би требало да тепат и едните и другите. Ама мислам дека Франција е поблиско до победа. Ќе биде интересен дуелот помеѓу Ембапе и Јамал, да видиме кој ќе излезе како победник на крајот. Јас очекувам голови на двете страни и евентуална победа на Франција. Вашето мислење пишете го во коментар. Второто полуфинале се игра утре. Така да имете убав ден, следете фудбал, следете го светското првенство, гледајте го Вардар и со ново видео се гледам утре. Ајде, чао!